Денеска во културата ќе разговараме со две млади и многу талентирани актерки. Прва на линија ја имам Симона Спировска. Добро утро, Спировска. Добро утро. Како се справувате со оваа пандемија, намалено темпо на движење, ги нема вообичаените секојдневни представи, нов начин на функционирање, како вие се справувате? Па, како и сите, предпоставувам, наоѓам начини да се одржам и физички, и психички во овие тешки времења. Најискрено, најтешко ми падна денот на театарот и денот на танцот, зашто обично сум ги поминувала активно на сцена. Оваа година тоа за жал не се случи. Меѓутоа, сите наоѓаме и се обидуваме да најдеме начини да бидеме блиску до сопствената професија, кога веќе не можеме да се реализираме на сцена во овие денови. Потикна ли можеби овој период зголемена инспирација со оглед на тоа дека на одредени периоди па не стави сите затворени неколку денови во кои што можевме да најдеме време плюс за нешто што не сме го правеле одамна или можеби за некое заборавено хоби. Што ве инспирираше вас? Па многу е тешко да кажам што ме инспирирало во ова време, зашто меѓу другото и покрај тоа што сме свесни дека треба да останеме дома, има голема дозина негодување, зашто не сме дома по сопствена волја, ние сме затворени заради некое општо добро, за кое што сме свесни, се разбира, така што да кажам дека повеќе предизвика на враќање и можност за навраќање на некои работи кои веќе сме ги поминале и преиспитување на тоа што е денес театарот кај нас, тоа што всушност го правиме ние во нашето секојдневие. Меѓутоа, сега отвори поголем простор за тоа. Спировска, мора да ве прашам која ви е омилена одиграна улога? Баш пред некој ден ме праша и размислував на темата и сватив дека имам улоги што ми се што така ми останале во срцето заради различни причини и се повеќе, бидејќи така некако не може да се споредат и не може да се извагаат. Така секоја е посебна на свој начин. Прва на листата ќе сам Зоха од нашиот клас, следна е Селма, од Јас Селма, после неа Салома и една од студентските улоги Сонја од Војковање, Соничка. Така, уште едно прашање, имаме ли ние театарски и актерски капацитет да се носиме рамо до рамо со големите светски театри? Никогаш не сум мислела дека немаме актерски капацитет. Се вложува ли доволно во театарот? Капацитет, меѓутоа мислам дека запоставуваме други нишки на театарот. Запоставуваме, например, општествената нишка на театарот и верувам дека ова се денови во кои што треба да го преиспитаме тоа, например. Кој е патот до таму? Имате ли вие комуникација со колегите по ова прашање, бидејќи сепак мора да земеме во предвид дека улогата на уметниците и оние кои се занимаваат со културата и нивниот став и мислење е многу важно, бидејќи сепак имаат следбеници и тоа повлекува други општествени реакции. Сметате дека актерите треба малку погласно да зборуваат? Па јас мислам дека актерите, не мислам дека актерите се тивки. Мислам дека актерите надвор од театарот зборуваат погласно од нивните представи. И мислам дека тоа е проблемот. Така, представите не ни зборуваат доволно гласно колку ние. Така, мора да потенцираме и дека имаме навистина одлични актерски капацитети. Апсолутно. Навистина можеме да се пофалиме со големи таленти во македонските театри. Па јас никогаш не сум ги споредувала со моите колеги, а ни себе самата. И мислам, не сум помислила дека сме на некое пониско скалило од нашите колеги во Европа или во светот. Да, може би недостасува посветеноста, например, што имаат актерите, германските актери, да речеме. Меѓутоа тоа и веројатно тоа не спречува да имаме развој како што имаат тие, меѓутоа талентот никогаш не бил доведен во прашање.
Така. Симона Спировска, за нас подготвивте едно парче, еден извадок од книгата Театарот и неговиот двојник. Па да, јас решив да го прочитам тоа, бидејќи некако ми беше многу тажно и не можев да најдам смисла во тоа да кажувам извадок од некоја представа, зашто театарот се случува кога има гледач и кога има барем еден гледач и барем еден изведувач, така што решив да прочитам дел од книгата која е мојата омилена книга за театарот. Така, Симона Смировска, ви благодарам за ова утринско вклучување. Се надевам дека ќе ве видиме овде во студиото по завршување на оваа корона криза и секако се гледаме во театар. Едва чекам во театар, па и во студио. Задолжително. А сега да го слушнеме парчето. Јас не сум од тие кои веруваат дека цивилизацијата треба да се смени за да се смени театарот. Но верувам дека театарот е искористен на највозвишен и најмакотрпен начин. Има моќ да влијае на појавноста и формирањето на нештата. Средбата на сцената на две страстни пројави, две живи жаришта, два нервозни магнетизми, е исто толку потполно, вистинско и решавачко, колку што е во животот приближувањето на две епидерми во еден похватен излив без иднина. Ете зошто предлагам театар на суровоста. Поради оваа мања да го обезвредиме сето она што го имаме денес сите ние, штом го изговорив зборот суровост, на сите тој веднаш им прозвучи како крв. Меѓутоа театарот на суровоста значи театар кој е тежок и суров пред се за мене. А што се однесува до изведбата, не станува збор за сурово што би ја практикувале со заемно распарчување на телата, со распарување на личната анатомија или како асирските цареви со испраќање едни на други по пошта вреки со човечки уши, грижливо исецкани носеви и ноздри, туку за онаа многу пострашна и понеопходна сурова што нештата може да ја практикуваат врз нас. Ние не сме слободни и небото се уште може да ни падне врз главите. И театарот е создаден токму за да ни укаже на тоа. Или ќе бидеме способни да се вратиме преку модерни и актуелни средства на оваа возвишена идеја за поезијата и за поезија во театарот која стои за сите митови прераскажани од големите антички трагичари и ќе бидеме способни уште еднаш да ја прифатиме религиозната идеја на театарот, односно без медитација, без непотребна контемплација, без матни соништа, да стигнеме до свеста и до владењето со некои доминантни сили, некои поими кои управуваат со се, и бидејќи поимите кога се ефективни носат собствена енергија, одново да ги откриеме во нас тие енергии кои на крајот го создаваат редот и ја зголемуваат вредноста на животот. Или ќе се предадеме без збори веднаш и ќе признаеме дека ние веќе не сме добри за ништо друго, освен за неред, глад, крв, војна и епидемии. Или на сите уметности ќе им ги вратиме заедничкиот став и заедничката нужност, пронаоѓајќи аналогија помеѓу движењето направено во сликарството или во театарот и движењето што го прави лавата при излевањето на вулканот. Или ќе мораме да престанеме со сликање, баботење, пишување или со што и да е друго. Ова е извадок од книгата Театарот и неговиот двојник на Антонин Арто, мојата омилена книга за театарот.